Од водачна навивачка група до де-факто најмоќна политичка фигура во Македонија, за кого специјално беше измислена нова позиција во владиниот кабинет. Тоа е првиот вице-премиер Артан Груби, во јавноста посебно актуелен стана во 2011 година, кога беше еден од организаторите на инцидентите на Кале, за што и доби 2 години условна казна затвор. На овие инциденти првиот вице-премиер е посебно горд, ја променил историјата на Скопје. Тој настан е пресвртница во историјата на градот Скопје. Тој настан стави крај на монетничката, на монокултурната, на монорелигиозната политика и на политиката која што ги третираше другите граѓани во градот Скопје како граѓани од втор ред. Хулиганството на Скопско Кале го однесе Груби до политичките височини, со текот на годините стана десна рака и најблизок соработник на Али Ахмети. Народот има потреба од Али Ахмети, а не Али Ахмети од народот. Сепак најблискиот соработник на Ахмети во исто време му е и сериозен проблем за партискиот мир. Груби е причината што за прв пат во 22 годишното постоење на ДУИ дојде до раздор во партијата, па дури и формирање ново политичко движење од страна Низат Меджити. Сепак Ахмети нема намера да се откаже од првиот вице-премиер, иако тој покрај партиски проблем е и најлошо оценет министер во владата. Според поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини, богатството на Груби се така наречените бомби кои ги добил од Заев. Бомбите за ДУИ Зоран Заев ги даде на Артан Груби. Ми кажале надлежни луѓе од СДСМ уште тогаш. Со тие он стана силен затоа што ги има бомбите за сите кадри на ДУИ. Кој ќе нешто и за Али Ахмети. Али Ахмети бил уценет и за време пржинските преговори за кога забранија да се објават илјадитите кривични дела на ДУИ. Очигледно на Груби ништо не му може, ниту неговиот барем на хартија шеф Димитар Ковачевски. Премиерот дури го бранеше својот прв заменик од новинарите кога прашуваа зошто токму Груби е тој што ја координира изградбата на коридорите 8 и 10Д, проект вреден повеќе од милијарда евра. Видите, ако вие имате некакви лични анимозитети спрема некого, тогаш тоа сепак сметам дека се лични работи, а не работа на... Па ги слушав коментарите кои што ги дававте. Пред големиот успех во политичката кариера, Груби работел во неколку меѓународни организации. Од 2004 години бил во Хашкиот трибунал, извршувајќи оперативни задачи со канцеларијата на обвинителот во Косово, Македонија, Србија, Црна Гора, Хаг и така натаму. Од тој период датираат поврзувањата на Груби со жолтата куќа во Косово, која беше посочувана како место во кое се правеле операции за вадење органи од заробеници на ОВК, претежно Срби. Повеќе медиуми пренесоа дека Груби бил ангажиран како преведувач во жолтата куќа, сугерирајќи на тој начин дека тој бил директно инволвиран во случувањата во неа. Артан Груби сега има веројатно најмногу функции во Македонија, па и пошироко. Тој е прв вице-премиер, тој е министер за политички систем и односи со заедниците, тој е и координатор на неголемите инфраструктурни проекти, коридорите 8 и 10Д.